Добре, криптоентузијасти од Бавата Малта, неколку минути за она што го очекуваме во наредните 2 дена. Во текот на утрешниот ден прво ќе добиете соодветно видео. Значи ќе работам денеска на Altcoin Investi, кои што ќе ги добиете во текот на утрешниот ден, каде што детално ќе биде објаснето се што знаеме за Ethereum Spot ETF, одлуката која што треба да биде донесена до 23 мај и така натаму. Но на кратко денеска морам да спомнам затоа што ова е премногу битна вест и знам дека многу од вас едва и чекате да видите што имам да кажам. Значи зошто е ова битно? Гледате и сами, целиот пазар реагира крајно бурно, затоа што ако се сеќавате, до пред само една недела, значи шансата за да се одобри Ethereum Spot ETF беше само 5%. За истата да стигне до 75% откако Балхунас, тоа е експертот за Spot ETFs, тоа е Spot Exchange Traded Funds, на Bloomberg објави дека има вести кои што се крајно поволни за Ethereum. Сега ја делумно од овие вести можам да споделам сега со вас, за повеќето ќе погледнете во текот на утрешниот ден. Има време, затоа и не брзам толку многу, значи за жал не можам да го направам веднаш видеото, значи кога ќе се вратите од одмор, имате еден куп работи кои што треба да ги завршите на работното место, дополнително да не забораваме дека само што почнав да имам глас, значи до вчера морав да шепотам. Така да битните работи кои што треба да ги забележиме е прво дека повеќето од апликантите веќе ги променија своите апликации за Ethereum Spot ETF. Што беше проблемот? Значи SEC бараше од нив да нема стейкинг. Значи тоа е нешто што они едноставно не можат да го едноставно не може да го прифата, тоа е тоа, и еден од главните услови беше да се одземе стейкинг наградата за сите оние кои што ќе имаат купено Ethereum Spot ETF, што е одлично ако мене ме прашувате, затоа што на крајот од денот, значи уште стейкинг да им даваме на овие големи мајмуни што купуваат Ethereum. Видовте што се случува со Bitcoin, така. Сега разликата е во тоа што Bitcoin нема стейкинг, така. Сегде има будали, па така и на Малта. Значи Bitcoin нема стейкинг. На Bitcoin се што добивате од растот на цената на Bitcoin. Додека во Ethereum, знаете и сами дека Ethereum може да биде ставен по стейк во било кое време. Така да ова беше еден од условите кои што SEC го постави и моментално гледаме дека поголемиот дел од апликантите веќе го исполнија. Сега, гледаме втора битна работа, која што ствари беше причината поради која што Балхунас, овој експерт за Exchange Traded Funds, го промени своето очекување на 75%. Односно, Coinbase беше првата менувачица која што поднесе тоа е практично барање од SEC да ги припремат така речено формуларите за да се воспостави Ethereum Spot ETF на Coinbase. Зошто е ова битно? Затоа што ова нема ни по точка разно SEC да го бара од менувачниците ако не се спремат да го одобри Ethereum Spot ETF. Значи Балхунас зборуваше за некаков си голем политички притисок, кој што моментално влијае врз SEC да го одобри Ethereum Spot ETF. Значи знаете сами дека ние одамна зборуваме за ова не е ништо ново на нашиот канал. Одамна зборувам дека мора да има, не дека мора да има Ethereum Spot ETF. Значи уште еднаш да не забораваме дека до пред Bitcoin Spot ETF BlackRock имаше резултат од 575 прифатени Spot ETFs и еден неприфатен. Така, значи само еден одбиен. За после Биткоин да стане 576 наспроти 1. Тоа значи дека BlackRock сигурно не поднесува барање, односно апликација, доколку не очекува дека истата ќе биде одобрена. Така да, тоа беше првата работа која што одамна ја зборуваме дека BlackRock сигурно не се фаќа во ваков тип на апликација, доколку не очекува истата да биде реализирана. Така да, ова е многу битно за нас. Значи затоа што не е само BlackRock, овде ќе имате големи корпорации како Fidelity, како Invesco, како ARK Invest и така натаму кои што се топ во светот, посебно BlackRock, Fidelity и Invesco. Прва, трета и пета компанија по големина во светот за management investment, тоа е Markets Under Management, Funds Under Management, се извинувам. Значи зошто е ова толку битно? Затоа што овие големи корпорации знаат што прават, они ова го прават веќе долго време. Значи за BlackRock да има 576 различни exchange traded фондови, тоа значи дека има енормно искуство на пазарот. Така. Сега, и тоа да го трнеме на страна. Ако се сеќавате, ние објаснувавме дека дури и да го одбие SEC моментално Ethereum Spot ETF, голема веројатност е дека во првиот момент кога ќе го одбие, ќе добие инстант барем 5 тужби.
од кој прво нормално од Grayscale, кој што веќе го направи истото кога беше одбиен за Bitcoin спот ETF и судот побара од SEC веднаш да преиспита својата одлука. Замислете кога сега тоа би се случило и од BlackRock, и од Fidelity, и од Invesco и така натаму. Значи дека ние сме сигурни, уште оддамна на нашиот канал, дека нема бегање, значи SEC мора да одобри Ethereum спот ETF. Проблемот е што во оваа ситуација прашање е кога. Така да и ова сега моментално, ако сеќавате што го разговаравме, беше буквално тоа. И да го одбијат сега моментално и да добиеме корекција поради тоа на пазарот, повторно, прашање кога ќе биде одобрен. Така, значи не дали, кога. Така да и во оваа ситуација. Сега имаме 75% да биде одобрен до 23 мај. Затоа и видовме како, исто како претходниот пат, кога разговаравме за Bitcoin спот ETF екстензивно, исто и сега, SEC ги нареди сите апликации да бидат на истите датуми, така, да бидат блиску едно до друго, за да не дава приоритет и да ги одобри сите заедно да можат да стартуваат во исто време. Сега една многу битна работа која што ја напомена исто така Балхунас е дека дури и да Ethereum спот ETF биде одобрен, тоа не значи дека ќе почне веднаш трговија. Се сеќавате, за ова разговаравме и за Биткоин. Така, истата ситуација беше и во Хонг Конг. Значи, дури и да беше одобрен, дадоа одреден период за менувачниците, за апликантите да се припремат пред да можат да почнат да тргуваат практично на самите традиционални берзи. Така. И во оваа ситуација, значи тоа ако ние имаме одобрување на Ethereum спот ETF на неколку, можеби не на сите, не значи дека веднаш ќе почне се тргување. Знаете, сами дека за разлика од Bitcoin спот ETF имате многу различни компании кои што имаат се уште различни датуми кога станува збор за Ethereum спот ETF. Така да верувам дека затоа и потенцијално SEC би дал понатамошен датум за почнување на трговија на овој Exchange Traded Fund. Зошто е тоа битно? Затоа што верувам дека многу од луѓето на 23 мај ќе очекуваат дека ние ќе одиме до небото, се разбираме. Дека тоа е тоа, moonshot. Сигурно ќе имаме сега 300% памп. Значи не заборавајте, и Bitcoin спот ETF беше одобрен и веднаш после тоа добивме корекција од неколку недели. Значи што сакам да кажам моментално? Многу од вас сега веќе очекуваат дека тоа е тоа, сега тргаме само нагоре и нема симнување. Значи секогаш имајте го во предвид тоа што го разговаравме исто како кога беше Bitcoin спот ETF. Што велевме? 70% шанса дека пазарот ќе се движи нагоре и 30% шанса дека пазарот ќе се движи надолу. Зошто? Затоа што има многу луѓе кои што посетуваат Ethereum уште од на најниската цена во овој bear market. Така да не заборавајте дека сега они се веќе неколкократно во профит и би сакале да земат дел од тој профит. Од друга страна, да не забораваме дека како што имаше енормни ликвидации на Bitcoin од LGBTC фондот, така сега имаме исто таков GBTC, само што не е BTC, туку е GET фонд на истата таа Grayscale. Значи дека голема веројатност дека ќе се повтори истата епизода која што гледавме со Bitcoin, дека ќе имаме недела две масовни ликвидации, затоа што многу од тие луѓе ќе сакаат да излезат од тој фонд. Се зависи од тоа како Grayscale ќе се постави. Он се постави многу лошо со големи физ, кога стануваше збор за Биткоин, затоа и Сиберт, кој што беше CEO, веќе не е CEO на Grayscale. Значи тоа е со причина, така, затоа што Grayscale има одлив, додека сите други Bitcoin спот ETF имаат прилив, така. И поради оваа причина што ќе напомнам, значи имаме ситуација во која што не можеме да знаеме што ќе се случува. Така, уште еднаш ќе напоменам. Имате момент каде што 70% е шансата дека ќе имаме движење на пазарот нагоре, но 30% е секогаш шансата дека ќе имаме придвижување надолу. Посебно со оглед на фактот дека ова може многу лесно да биде buy the rumor, sell the news event. Затоа што уште еднаш ќе напоменам, не заборавајте дека многу од луѓето се дебело во профит кога станува збор за Ethereum. Така да, земете го се тоа во предвид и не заборавајте дека никој не може да знае со сигурност што ќе се случува, значи ние се наоѓаме во неиспитани води. Ова е нешто што прв пат се случува на пазарот, ние никогаш претходно не сме имале Ethereum спот ETF, посебно на вака голем пазар, иако е веќе постои на Хонг Конг, значи тоа е сосема друга ситуација. Овдека е најголемиот, најмасивниот финансиски хаб во светот. Значи дека најголемиот капитал се наоѓа овде. Како што беше ситуацијата со Биткоин, очекувам дека слично ќе биде ситуацијата со Ethereum, но не можеме да знаеме со сигурност. И нема потреба да бараме предвидување, се разбираме. На крајот од денот знаеме каде се тоа се движи. Ако добиеме Ethereum спот ETF, јас не гледам причина зашто тоа не би било можеби не исто, но многу слично како Биткоин.
Од друга страна, повторно, најголемите играчи се во игра баш поради таа причина, затоа што знаат колку Етериум моментално вреди. И една многу битна работа која што многу луѓе ја забораваат. Ако се одобри Ethereum Spot ETF, наспроти тоа што го јадеше трици Майкл Сейлор, нели, беше муаветот ќе биде прогласен за security, тука ќе заврши се, сите други алткоини ќе бидат прогласени за security, излегува дека Майкл Сейлор не бил во право. Односно, како што кажеме, оние макси на биткоин, тоа е страшна работа. Што значи? Ако биде одобрен Ethereum Spot ETF, не ако, се извинувам, кога ќе биде одобрен Ethereum Spot ETF, ќе отвори влез за сите останати големи алткоини да добијат потенцијално свој спот ETF. Зошто го велам тоа? Затоа што кога станува збор за биткоин е поразлично. Имате коин кој што нема организатор, тоест, извинувам, основоположник, така нема организација која што стои позади него официјална, иако има нели програмери кои што работат на негово развивање. На крајот од денот не постои како што е на пример фондацијата на Ethereum, која што може да држите одговорна за проектот, така. Што значи дека во оваа ситуација се наоѓаме пред сосема поинаков тип на спот ETF, кој што е за Ethereum, така. Затоа што ако овој спот ETF добие свој спот ETF, како што е веќе најавено, тогаш зошто не би добил, верувале или не, Solana, зошто не би добил XRP, зошто не би добиле еден куп други, така. Затоа што станува збор за организација која што веќе успеала со оваа технологија да добие свој спот ETF. Ова долгорочно ќе отвори врати за многу други коини. Иако можеби на луѓето не им се верува, но тоа е главната работа која што треба да правиме секогаш кога се обидуваме да бидеме пред остатокот. Да гледаме малку понапред од останатите. Ќе ве вратам уште еднаш назад, пред еден bull market никој не веруваше дека некогаш ќе разговараме за Bitcoin Spot ETF. Пред еден bull market никој немаше ни да замисли дека BlackRock и Fidelity ќе се тепаат кој ќе купи повеќе биткоин, така. Но битно е да гледате напред, битно е да гледате каде се тоа се движи. Така да бидеме неколку чекори пред сите и да направиме ова да биде, уште еднаш ќе кажам, најдобриот bull market за сите македонци. Така да. Денеска ќе ставам гласање на нашиот канал. Во за некој еден час прилика ќе го најдете на нашиот канал, каде што ќе може да гласате што понатаму на нашиот канал, да утре ќе добиете Altcoin Investi, а понатаму ќе гласате сами што би сакале да гледате. Со тоа што нели, како ќе успеам да ја правам содржината, така ќе ја добивате. Значи, имам навистина работа, се надам дека ќе успеам да направам што можам повеќе, но гледате и сами, давам се од себе. Дополнително, на секои 3 месеци, а тоа е сега, правиме пол на кој што би можеле да гласате дали сте во профит или не. Значи, уште ќе напоменам, тоа е најголемата награда која што можам да ја добијам, македонскиот народ да биде во профит. Ова е направено за сите македонци во светот и се што сакам со мојата работа е да направам македонците да добијат прво образование во економија и крипто, нормално блокчейн технологија и профит. Тоа е првата и главна цел на нашиот канал и се надевам дека тоа ќе успеам да го остварам. Така да дали го гледате каналот 2 дена или 2 години, гласете слободно, на тој начин ќе имаме прилика, нели идеја, дали ова што го работам на вистина вродува со плод, тоа е поентата. Ако вие не сте во профит и не сте научиле нешто од нашиот канал, тогаш нема поента да постои овој канал повеќе. Така да ви благодарам, гласете и на овој пол, гласете и на полот за следните содржини во оваа недела и се гледаме во утрешното видео за Altcoin Investi. Поздрав од топлата Малта и од Криптогемиџија.